Безбедносната состојба на подрачјето на Овара Радовиш за 2021 година помина исклучително поволно како во делот на криминалитетот, така и во јавниот ред и мир и сообраќајот, констатирале на работната средба денеска дел од раководството на МВР, градоначалникот на општина Радовиш и раководството на Овара Радовиш и СВР Струмица по извршениот увид во целосно реконструираниот објект на Оделението за внатрешни работи во Радовиш. Овде сакам да кажам дека значително е намалувањето на бројот на кривични дела кои што се гонат по службена должност, за разлика од 2020 година кога биле пријавени 371 кривично дело, во 2021 година 243 кривични дела, односно бележиме намалување за 22%. Ефикасноста во реализацијата на кривичните дела е 52%. Во делот на сообраќајот во 2021 година бележиме намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди за 9,8% за разлика од 2020 година кога биле случајни 106 сообраќајни незгоди, во 2021 година се случајни 87 и посебно би сакал да нагласам дека на подрачјето на Овара Радовиш во 2021 година немаме ниту една сообраќајна незгода со последица смрт. Спасовски најави дека со намалени интензитети се продолжува и со подобрување на материјално-техничка инфраструктурна опременост на полицијата и 2022 година, каде што ќе биде и целосно реконструиран центарот за обука на МВР во Идризово, одделот за граѓански работи во Скопје, како и објект на најголемиот град во државата, најфреквентен и секако најзначаен објект ЕВР аеродром во општина Аеродром. Останавме посветени на нашата цврста определба кон системско унапредување на професионалните стандарди на полициско работење, целосно сообразувајќи го со европските стандарди. Дециден денеска од Радовиш, министерот Спасовски.